2006 година на разни теми се борел за претворната кандидатура со најтешки борови, со најтешки моменти, се бил и нападен, се бил и критикуван, вака тешко и тажно и сега ние да расправаме охилјане за нашето природно богатство, тоа е наистина нешто што е пред се тажно. Тоа е основното на што ме предизвика, да кажам и јас нешто, иако по глупа си кажам, веќе може би сум и претерал се тоа. Прво и основно, оваа режија што ја гледавме со слики, морам да кажам, е наистина некоректна. Некоректна кога неколку лобисти, научници, консервативни. Јас ако изгledам слики сега од патот, кај што војската доблизу рача во висина на каналот на Западен Налец, ќе добиете сосема друга слика. Не е коректно да се служиме со вакви точно деградираме, огромен дел е деградиран, меѓутоа едно забораваме, лично. Ние разговараме и студијата, така се вика, и разговорите за така. За зачувување, за заштита на остатокот од студенчишко блато. Не разговараме за 70 хектари, ќе ви кажам да ви това, затоа што немаше сила представник да ви кажам. Затоа не сакам да навлегувам во студиите, затоа што студиите ги почитувам и јасно е таму кажано како треба да се наслони на природна реткост. Дури и студијата за влијание врз животната средина, што овде беше разговарана, укажа дека остатокот од студенчишкото блато мора да биде ставен под заштита. И не сакам да навлегувам, нити е потребно сега во овој момент да клучни расправи околу да ми е јасно што значи блатото за екосистемот на Охридското езеро. Меѓутоа сакам да кажам дека ние немаме само културна историја, немаме само природна историја на овој простор, ние имаме и емоционална историја. Емоционалната историја што ја држиме, не смееме да навлеземе во неја и да ја уништуваме. И ме зачудува еден момент кој што и на јавната расправа, и на комисија, и овде се премолчува. Владата има дадено мислење за средничишкото план. Има дадено заклучок. Владата вели да, сега ќе ви го прочитам точно, затоа што не сакате да го прочитам, не знам зошто представник, зборува за представник. На 12.11.2013 година владата препорачува на општина Охрид да поднесе точно ревидирана студија, во која, внимавајте, 4 до 5 хектари земја кои се предложени во самата студија за заштита на природно наследство ќе бидат третирани како заштитено подрачје во иднина. Толку е. Владата се изјаснила дека постои студија, дека е признава студијата, повикува да се ревидира, нормално, меѓутоа повикува да се основите на таа студија да се 4 до 5 хектари земја кои се предложени во самата студија бидат третирани како заштитено подрачје во иднина, а Министерството на животна средина и просторно во најкратко може рок соодветно да постапи. Нема повикување на владата. Владата не се изјаснила дека постои блато, односно остаток, извинете, остаток. Јас, како стручен од оваа област, од Министерството за животна средина и просторно планирање, се држам на овој заклучок. И овој заклучок, ако не се вкорпорира, тогаш, значи, сосема друга слика се добива околу донесувањето на генералното занесување и деталното. Точно и дека треба да се изврши зонирање. Значи, овие 4-5 хектари може да се минимум, кои што сега постојат и се активни, има жив се, нормално се. Точно е дека се скратени патиштата, меѓутоа тоа е еден прокоп на канал или два и системот си се воспоставува. Тоа не е никаков проблем околу поентата на ревитализирање на блатото. Зонирањето е, значи, строга заштита, нека се минимум од 4-5 хектари ќе ги треба на владата, што ги признава владата. Се одредува зона на активно